Јас и Спасија сме во другиот дел од нашето студио. Од мојата десна страна се наоѓа Бранимир и од левата страна на Спасија се наоѓа Бранкица. Воедно двајцата основачи на танцовиот клуб кој што го носи истото име и се разбира се брат и сестра. Точно ова дека сложни браќа куќа градат, нели? Да. Само брат и сестра. Вие сте брат и сестра и изградивте танцов клуб кој што слави годинава 10 години јубилеј. Пред се честитки, се надевам дека ќе имаме повод да се видиме и за 20 години. Кажи ми, што се случи во овие 10 години, што значи јубилеот за вас? Пред се пална честитки, да? Да, благодарам. Значи, оваа година е 10 години од Бранимир и Бранкица. Тоа се 10, да речеме, долги години, труд, пожртвуваност, многу успех, спорт. Значи, работа со сите, со многу деца, кои се више се некои се големи. Значи, се више возрастни. Значи, секоја година имаме државни првенства, уште од првата година имавме државни прваци и така, до секоја година имаме државни прваци во повеќе категории. И значи големи успеси во текот на овие 10 години. Така, кога веќе ми ги спомена првенствата, пред да ни каже и твојата сестра нешто повеќе, а Спасија добро го спреми прашањето, ме интересира, ми кажавте дека секогаш сте најдобар рангиран клуб во Македонија на државните првенства. Што значи тоа? Па тоа значи дека во сите категории, значи нашите деца се или први или се во помеѓу првите 3 места. Така да се прави една нели како ранглиста на државното првенство и ние сме секогаш први. Ако не можеби не секогаш, ама во 10 години скоро секогаш сме први. Значи за секој случај си носите шампањ. Си носи. Тоа во клуб после турнирот. Тоа значи дека така, нели да напоменеме, само ајде да се навратиме какви танци се изучуваат кај вас и кој се може да биде дел од вашиот танцов спортски клуб. Така, кај нас се изучуваат латиноамерикански стандардни танци. Латиноамерикански се самба, чачача, румба, пасодобледжаев, додека пак стандардните танци се англиски валцер, аргентинско танго, виенски слоуфокс и квикстеп. Ги кажувам по редослед онака како се надпреварувачки. Тоа се оние надпреварувачките, како што кажав, а исто така се танцуваат и карипски танци. И тие се надпреварувачки. Во поново време, меѓутоа, овие првиве се спортските. Одлично. Да, интересно е што се работи нешто измеѓу спорт и рекреација, односно забава. Вие дали се рангирате како спортисти или како танчери? И па како што кажува името е танцов спортски клуб. Значи ние сме претежно спортисти. Значи овој вид на танц ние што го практикуваме, танцот во двојки. Не е само тој, туку во таа федерација суштината во ВДСФ, каде што ние сме членови, тоа е танцување во парови. Таму има конкретни правила, стандардизирани чекори, судењето е стандардизирано. Да не зборам дека танцот е физичка активност што е многу тешка, ја изгледа многу убаво и елегантно, ама сепак е една тешка активност и тоа целото го прави спорт и тоа целото е спортско танцување. Така, Бранкица, дали има интерес во Македонија кај нас за ваков вид на танц? За ваков вид на танцување има интерес секогаш, затоа што овој вид на танц е класика и е безвременски. Значи, танцуваат сите, се танцува од, да речеме, успешно танчарче може да започне да се создава од 5 од 6 години, зависи до талентот, и може да танцуваат сите додека ги држи физичката спремност на телото. Дали ќе биде рекреативно или дали ќе биде спортски, затоа што тука се танцува во пар, танцуваат машко и женско, секаде каде што има музика, секогаш доаѓаат машко и женско, па без разлика дали се момче и девојче, дали е баба и дедо, значи е безвременски. И постои многу одамна и ќе постои за секогаш. Така е. Во нашето студио имаме еден таков одлично спремен пар. Ки играме румба. Тоа се нашите вице-шампиони во стандард и во латино танци, Виктор и Нина, да и ќе ни танцуваат румба. Повелете да уживаме во вашиот настап. Feeling my way through
the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where it starts. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, and that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. I tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Mr. DJ, song on your replay. Oh, Mr. DJ, won't you turn the music up? All the club on the dance floor, wanting some more. Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? You see, Mr. DJ, song on your replay. Oh, Mr. DJ, won't you turn the music up? All the club on the dance floor, wanting some more. Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? Come, Mr. DJ, song on your replay. Oh, Mr. DJ, won't you turn the music up? All the club on the dance floor, wanting some more. Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? Одлични бевте. Она што сега го видовме беше латино формацијата Strawberries или јаготки би ги нарекле, а навистина толку многу сладко изгледаа што сосема е соодветно името би рекол за ова дефинитивно. Но да не забораваме дека разбравме дека секаде се први. Да, Неверојатно. секаде се први. Значи сите Секаде. први награди ги има токму овие пресладки јаготки. Еден аплауз И за се сите. уверивте, впрочем, да. И од волко танцување ќе ни треба малку одмор. Роко и Калина се заедно со мене и со Спасија. Меѓу другото, тие годинава се и државни прваци во Македонија, се разбира во нивната категорија. Роко, иако дамите имаат предност, сепак ти ќе ни кажеш прв овај пат. Кажи ми, дали беше, колку беше лесно или тешко да го освоите првото место? Па, со труд го освоивме местото. Одличен одговор. Може еден Браво. аплауз сите.
Ќе освојат и нашата сцена, ќе го освојат и вас, драги гледачи. За некоја секунда само да прашам како е да се танцува во Бранимир и Бранкица? Во клубот Бранимир и Бранкица морам да кажам и да си признам дека е многу убаво да се танцува и им препорачувам на сите гледачи да дојдат во тој клуб и да се дружиме. Убаво кажано. Одлично. Браво. Ние ќе ви ги земеме микрофоните, бидејќи тие не ви требаат, а вие може да ни изненадите со преубавата музичка точка.